Здраво на сите и добредојдовте во ново видео на македонски јазик. Денеска ќе разговараме малку за самиот маркет и што се случува и што јас лично мислам дека е добро да се прави во тој маркет. Исто така ќе одиме за yield farming и кои алатки јас лично ги користам, затоа што самите алатки стануваат се подобри и се полесно е да се користи за yield farming и мислам дека е добро време да се влези и да се заземат добри позиции затоа што се прави пасивен приход и дури спијате. Сега ајде да одиме едно по едно. Први, не сум финансиски советник, се што кажувам тука во ова видео е моје лично мислење, значи немој да инвестирате повеќе пари колку што може да се дозволите да изгубите. Исто така, денеска нема да зборувам за мајнери, за нодо и за такви работи, но ќе ви кажам за еден многу добар бот, трейдинг бот, одма уствари ќе ви кажам. Планирам да влезам тука, чекам дали се гледа, да, тука сум. Планирам да влезам тука, затоа што во овој трейдинг бот, ако појдеш го следам од околу, излезе пред некаде 5 недели. Точно излезе на 6 март, точно пред да се срини цел маркет јако. И самите перформанси за овие 5 недели, колку што е на самиот маркет, за сега е на 22% плюс. Значи на самиот маркет што се срина 20% плюс, нели, overall, тоа е плюс 22%. Сега ќе влегувам во овој бот, ова е копи трейдинг, тоа е бот кој што прави трейдинг, но може да го следиш како копи трейдинг, значи set and forget. Тука ќе влегувам и ќе оставам линк долу под самото видео, може би утре или друген, зависи кога го гледате видео. Уште не сум влезен, треба се регистрирам сите тие работи, но го следам од самиот почеток, сакам да видам како ќе бидат неговите перформанси, има max drawdown од 27%, досега излегува многу добро. Значи, сум бил во неколку копи трейдинг, сум се изгорил, најмногу заради тоа што влегов многу касно или просто не земав профити. Сега целта тука ќе ми биде влегувам, ако ми ги дуплира парите, вадам 30-40%, ако ги дуплира пак парите, пак вадам 30-40%, значи константно се земам малку профити, ќе ставам, не знам, $200-300, толку можам да си дозволам во овој момент, затоа што сува пара тешко, се е вложено внатре. Значи, јас сум Крипто Филип, иначе сите кои што не ме знаете, правам видео на англиски јазик и понекогаш на македонски јазик. Не правам многу видео многу често во последните неколку недели, затоа што самата сентименталност на самите луѓе, на сите нас, е многу ниско долу. Значи, да бидеме реални. Крипто маркет се сринува во последните 4-5 недели. Тоест во последните 3 месеци е катастрофа, а посебно во последните 3 недели, затоа што со самите овие што се тарифи на Трамп, значи го избудали целиот свет. Маркетот се стрина до земја. Сега, може да го гледате тоа да се исплашиме сите, да избегаме да продаеме се, или просто може да го гледаме како the best opportunity in your lifetime. Зависи од сите вас. Не зборувам само за крипто. Зборувам за стокс и за сите тие акции, за берзи, значи се е долу. Сега, во глобала, слушајте го Антонио, има илјадници, стотици видеа, секој ден топ видеа се што објаснува. Значи, според мене, после секој дип, после и доста слушав, доста добри аналитичари кои што се во сток маркет или во крипто со години, значи после секој добар дип има добар памп. Колку ќе оди нагоре, никој не знае. Дали ќе оди уште надолу, никој не знае. Можеби, се е можно. Гледате што се случува. Но затоа најдобрата стратегија е DCA. Проблемот е што немаме повеќе пари. Значи, кој има кеш, супер, бравос. DCA е едно од најдобрите стратегии, посебно сега во овој маркет. Но тој што нема пари, јас сум all in од недели, нешто што можев да продам, што извадов и влегов во други позиции, сега гледам да си трупам само blue chip токени. Ајде малку да направиме zoom out од самиот маркет. Иначе поздрав до сите во македонската група на Telegram во Крипто Македонија. Ќе оставам линк под самото видео до Helsinki, до PR1V473, Pepi 77, Крицата и до сите тука членови. Поздрави до сите Blue Dragon еве. Ако имате некои прашања, прашајте ги. Секојаш има таму луѓе кои што може да ви одговорат 24/7, што се вика. Сега, не забравяйте, има и крипто конференција еден викенд пред Кирил Методи, но сето тоа Антонио ќе го објави. Океј, одиме малку за самиот маркет. Биткоин седи на 83.000. Поред се тоа што се случува, биткоин имаше pullback од 108, околу 25%, ако не се лажам, до 30-28%.
S&P 500 имаше околу 20%. Значи биткоин, ако S&P 500 имаше досега 20% pullback, биткоин требаше да е долу околу 50-60%, но држи екстремно добро. Тоа што значи дека огромни риби, огромни пари влегуваат внатре. Значи фундаментално стоиме екстремно добро со крипто, но по цена стоиме екстремно лошо со крипто и тоа е вистината. Ајде само малку зум аут да направиме. Гледайте се. Многу луѓе викаат дали да продавам сега, дали да излегувам. Значи многу е тешко ментално да стоиме внатре во овој маркет. Ако не можете да го поднесете ова турбуленција на маркетот, да оди горе 10, 20, 30% на еден ден или да оди долу 10, 20, 30, 50% во еден ден, излезете од маркетот, бегајте, спијајте си мирно. Сум бил во овој маркет со години сум, порано многу се грижев, бегав, паничев, продавав на црвено, купував на зелено, како и сите, 95% што прават тука, но сега сум chill out. Сега си правам yield farming, си крцкам, и иако е долу портфолиото, гледам да правам пасивен приход. Се ќе ви покажам на самата конференција, ќе ви покажам толку информација од 300 од една година информација кој што јас правам yield farming. Ајде да одиме понатаму. Да не го тупаме видео. Значи го кажав за самиот бот, тоа го заврши супер. Сега. Ајде да одиме за Cardano. Гледате се, примо Cardano само пред малку беше 1.20 во декември. Сега е долу 64. Значи гледайте кај се купува ако некој купува. Одиме понатаму, Chainlink. Па Chainlink појде највисоко беше $50. Chainlink за мене е еден од најдобрите токени. Мислам, многу добар. И гледайте сега, ако се вратиме назад во последниве таму 3-4 месеци, од озгора од $26-27, па слезе долу до и $10.5. Гледайте колку, значи од $30 слезе долу до $10.5 до $10. И колку ќе оди надолу? Уште ќе оди надолу? Не ми се верува. Ако оди надолу кај 6-7. Значи подобро е, upside potential е многу поголем од колку downside. Разбирате? И сега примерно е вака го мислам. Ако сега ставам тука $100, од тие $100 50 ќе станат си, ако падни долу 50% ќе станат $50. Значи да падни 50 ќе падни до $6, што може да се случи. Но ако се качи нагоре до кај 40-50 од $100 ќе бидат $300-400. Значи направам пута 3 пута 4x. Од овие цени тука, мислам, се едни од најлесните пута 3 пута 4 пута 5x да се направат. Значи пак, само да повторам, не сум финансиски советник. Сега, хедера, zoom out, држи многу добро, имаше добар pullback од околу 36-7 центи, pullback до околу 12 центи и еве го оди нагоре. Гледайте BitTensor, гледайте ако некој купува, гледајте ги чартојве, не одете во 7 дена што се случува, се качи беше 170. Никој не може да го фати дното. Многу е тешко да го фатиш дното, исто така е премногу тешко да го фатиш all time high да продаваш. Значи тоа е екстремно тешко, тоа е невозможно. Може да фатиш еден пат, ама втори пат нема да имаш толку среќа. Сега, BitTensor, ако одите на 7 дена, ќе речете леле се качи нагоре. Да, ама којте на макс, гледайте кај купувајте. Гледайте колку е долу. Значи направите zoom out. Немојте да играте емотивно многу. Ако сте многу емотивни, излезете и стрчете еден круг, јадете еден сендвич, земете на скара прилепска и вратете се назад. Подобро ќе размислувате. Јас барем така правам. Само жално што овде нема скара. Еве за некои мим токени. Мим токени ме нечам да зборувам. Толку се долу, што еден мал ова памп да има, мислам дека ќе појде пута 50, 60, 80%. Сега ќе ви дам пример. Сега, гледайте го, Dogwood Hat, ако направите за 3 месеци, се стринува надолу, ако направите за 1 месец, вау, ќе речи до 33 центи, појде до 45. Па 50% се качи од 30 центи до 45 центи се 50%, 40 нешто проценти за 1 месец. Толку се ненормални овие мим токени. Ако поиш на макс, гледайте колку е долу, гледайте колку е ниско долу. Ова е еден blue chip мим токен. За Ethereum истото. Ако појте на макс, гледайте колку е долу Ethereum. Гледайте. Дали ќе оди уште долу? Можеби. Ќе појде по $1,000, чисто се сомневам, но никој не знае. Near Protocol за мене е многу добар токен. Гледај, се искачи горе долу до колку беше тој 10, колку беше чека да видиме? Точно, да, $8,5. Тука беше околу $8,5. Појде долу до 1,90. 1,80, 1,90, еве го 1,91. Од $8,5 до 1,90. 4 пати се симна надолу. Значи сега треба да се качи 4 пати нагоре за да ја достигне таа цена.
Само да се качи на ова цена што беше април, месец лани. А да појдиме примерно во Макс, ако појдиме, па тој беше над $20. Значи тој е 10x само да појде all time high до $20. Дали е можно? Па да, мислам да. Сега, гледате го овој, како беше? Fartcoin. Што е, чекај. Fartcoin. Па Fartcoin е од 12%, јас чекам да падне, не влегов за жал, па гледайте, од $2 се симна долу до 23 центи и се качи до 80 центи. Значи 4x направи Fartcoin за еве го. Колку беше? 10 март 23 центи. Сега е 13 14 април. За еден месец се каси 4 пати. Толку е ненормално крипто. Океј, тоа што сакам да ви покажам, што се случува со маркетот. Според мене е многу добро DCA да се прави. Не се знае колку ќе оди горе, не се знае колку ќе оди горе, надолу. Најдобро е DCA, zoom out секогаш правете. Сега што правам јас? Ништо не менувам. Ви кажувам дека ќе влегувам во тој бот, во тој што е copy trading и си правам yield farming. И од yield farming ништо не правам. Не влегувам многу горе долу, но користам Matrix Finance за да ми дај и баш ќе разговарав денеска со Джек, тој што е главниот од Matrix Finance, за да може да направиме едно кратко интервју. Се надевам да го добијам пред Великден или после Великден. И што правам јас? Јас ги користам неколку алатки. VFAT, го користам многу сега Matrix Finance. Orca направиле феноменален апгрейд. Исто така го користам и Crystal. Crystal знаете, еве примерно како се користи Crystal. Па многу просто одите на Crystal, има долу линк под самото видео. Немојте да скокате по овие APR, тоа е ризично. Појдете тука, видите во 24 часа колку има фи и кој има најмногу. Имате Ethereum со USDC, имаме Ethereum со CBDC, со Bitcoin. Добро, ама тоа не плаќа многу. Virtual има многу. Vetso Aero, еве ти Vetso Aero, многу интересно. Одите на Vetso Aero. Истото може да се направи на VFAT. Јас го сакам повеќе VFAT заради тоа што е многу лесно за работа, но и Crystal. Толку алатки ве стануваат подобри и толку се полесни за информација, за работа, каде што ви дава толку информација што е жално да не ги искористите за да направите пасивен приход. Добро е да се позиционирате сега. Кога ќе појдете на Crystal на некој пул, самиот пул автоматски, каде се тука може да видите на 1 час, на 4 часа, најдобро е на 4 часа, и тука одете секој на второто на Ethereum, самиот пул автоматски ви дава која позиција ви препорачува да ја земите. И вие после си играте. Јас би сакал примерно да одам не 40 нагоре, ама примерно 30 нагоре со примерно 5-6 надолу. Тоа ќе ти дава горе-долу средно 42%. Во овој момент самиот APR се менува. Реалниот APR, реалистик, се извинувам што кажам некој збор на англиски. Значи, вистинскиот APR во овој момент, во овој маркет, освен вчера што кој имаше малку памп беше сето над 100%, средно во овој момент е 60-70-80% APR, но е многу подобро отколку само да ги ставите парите во банка. Но знам многу луѓе ќе кажат 80% не се занимавам. 80% се 80%. Јас тука идам еднаш на 2 недели, си земам плата и си заминувам. Идам по 4-5 дена, проверувам пулој, правам ребаланс, се враќам по 4-5 дена, пак си земам малку платичка, пак си заминувам. Тоа го правам јас. Си имам позиции, само сега што сакам малку да направам малку повеќе ресерч за некои други пулои да ги сменам. Сега, тоа е, еве примерно, за си ставате тука рендж, го поврзувате вашиот wallet, користите Ledger или некој Cold Wallet, за да сте посигурни и ставете си рендж и ќе видите колку би добивале APR. Колку потесен е вашиот рендж или обсек, толку повеќе ќе добивате фи или провизија. Така, сега тоа е за како да користите Crystal. Значи многу е лесно, си избирате тука chain. Обично јас кој што ги користам се Base Chain, кој што е добар. Avalanche има некој, Optimism некој, Solana не го користам, од тука не сум го користел, ама тука обично го користам Base Chain или BNB Chain. Но најмногу за Base Chain го користам VFAT. Како работи VFAT? Многу лесно. Сега тука ви пишува дека вие ако ставите на Ethereum со USDC, тука може да видите колку има во овој момент во самиот
контракт, нели? Колку има пари? 14 милиони Ethereum со 3.5 милиони USDC, а во ренч се 670.000, нели? И гледате дека вие, во овој момент вие би добивали 460% APR. Сега беше 300%. Но тоа варира и се менува на секои неколку минути. Но средно плаќа околу 80 до 120% APR. На самиот ренч тоа ако ставите примерно цената се движи помеѓу Ethereum, а тоа е на base chain, тоа е помеѓу минус 6%, значи од 1500 до 1700. Ако се движи во тој обсек, вие би добивале околу 460, околу 1.5% на ден, но тоа не е вистина. Вие би добивале околу 0.3%, 0.4% на ден. Тоа е многу добро за сега. Сега, колку повеќе го зголемувате, толку помалку добивате. Значи, пак ќе кажам, немој да летате ако видите некои бројки тука ненормални, тоа е просто во самиот момент. Тоа ќе се смени на 20%. Треба да земите реалната слика колку добивате вие во една недела, во 2 недели, во 3 недели, во месец, во 2. Тогаш во долгорочно yield farming е стварно многу добро. Многу е битно да ги изберете самите пулови кои што мислите вие дека би ги задржавале тие токени. Примерно има многу луѓе кои што го играат, и како јас сега го играм, Solana со Ethereum. Solana со Ethereum сум јас во него, не е топ пул тука, но за сега си плаќа. Сега, минатава недела ми сплати многу малку, но претходните 2 недели ми сплати доста многу. Средно 8-10% на месец во последниве 2 месеци. Тоа ти се околу 80-90% APR. Без разлика, гледайте, тука пише од 19-900%, но нормално. Треба да направите ренч, горе и долу, и гледате дека се намалува. Така да треба да видите примерно колку тој пул и е во колку време е, може да видите како одговара, во која корелација се самите токени. Гледайте колку интересно. За Orca, пред да одам на Matrix Finance, за Orca со Fartcoin во моментов експлодира. Чекам Fartcoin да падне. По можност, ако падне Fartcoin, кај беше Fartcoin, не знам, исчезна. Ако Fartcoin падне доста долу, еве го. Ако падне доведе до некаде околу 50 нешто центи, еве го на 62, супер, топ. Ако падне до околу 50 нешто, 0.05, нели? 0.05, 1, 5, 2, 5, 3, аз ќе почнам DCA да правам. Оти вчера се искачи Fartcoin до 81, значи горе-долу до 78 центи, 0.078. Сега е 0.062, веќе е 30% долу од вчера. Но, на Fartcoin ако појче во 4 часа, гледайте, Fartcoin беше до 0.018, 0.018 беше тука дно на 10 март, и ви кажував дека за еден месец се качи до 0.077, мислам ненормална работа. И сега јас, Fartcoin со Solana, се извинувам, Fartcoin со Solana. Сега, шо правам? Или може да го смените така, не? Како што сакате. И сега што правите? Гледайте, може да правите тука, ова е на Orca, ова е на Solana Chain. Многу е добро затоа што ова е нов апгрейд што направиат, што го прават самиот DEX. Секој DEX се обидува да стане подобар. Но нас, за сите кои што даваме yield, мислам, кои што providing liquidity, нели? Е многу позитивно, затоа што може да гледаме, да играме, да експериментираме и работите ни стануваат многу полесни и подостапни за секој еден од нас. Сега тука вие одите на full, ако одите на full range, без да се занимавате со ребаланс сите тие работи, без да проверувате, вие би добивале 65% APR средно. Тоа е многу. Ако појдете на костум, во овој момент, ако ставиме на некој range, гледате се тука, може комотно да ја фатите ова жолта линија, чека се да фатам, еве, и да ја движите, јас сакам од ова тука долу, и сакам да се движам примерно, викате, од до тука до горе. Значи, вие сте плюс 90% минус 23%. Ако во овој обсек се движи самата цена на Fartcoin со Solana, спрема Solana, што е огромен обсек, значи од 110% горе и долу, во овој, нели, обсек, во овој канал, вие би добивале средно по 1% на ден. Дали се гледа тоа тука? Се гледа ли? Да, ево, се гледа, супер. Да, вие би добивале средно по 1% на ден. Тоа е ненормално. Затоа го сакам Fartcoin во моментов да влезам, но не се уште. Ќе почекам. Ако падне, супер, ако не. Оти стварно многу крена. И за мене е многу висок. Има една алатка која што е најдобра, која што јас лично сега најмногу ја бендисувам, се вика Matrix Finance.
мислам дека кажав малку порано во самото видео, Matrix Finance е направена од Джек, кој што е јутубер, и баш денеска разговарав со него да можам да го добијам на едно интервју за едно 27-30 минути. Се надевам дека во наредните 2 до 3 недели ќе имаме интервју и ќе го пуштам како видео. Сега, што е Matrix Finance? Линк ќе оставам долу под самото видео. Matrix Finance е без пари, но има и платена верзија. За платената верзија, од мене совет, ако сакате веќе да влегувајте, направете комбинација од двајца, тројца, за да можете да ги искористите максимално, затоа што ќе ви биде 3 пати поевтино, сите ќе го користите. Не кажувајте на многу луѓе. Гледайте што е интересно. Matrix Finance ви ги дава едни од најдобрите информации. Појте на Simulate, изберете тука кој пул, значи кој exchange, кој network и токени. Во овој случај денеска ќе ви разговарам за Ethereum со TAO на Ethereum Chain, исто така Link со Ethereum и Aave со Ethereum. Овие три просто ги зедов, се Blue Chip токени. Треба да сте во Blue Chip токени е најдоброто нешто. Ако влегувате со повеќе пари. Ако влегувате со многу малку пари, може да појдете на некои ризични, затоа што е ризично. Ако влегувате со 10, 20, 30 долари, ако тоа ви е ризик ваш, може да влегувате во оние Fartcoin, Martcoin и сите тие глупости. Сега, гледате колку е добра алатка. Затоа ви кажувам, толку се напред работиве, што стануваат работите, што сите се објаснати и yield farming станува многу полесно да се прави и полесно да заработуваат пари. Сега, во Matrix Finance, дали се гледа само да видам? Да, се гледа. Супер проценти, супер. Ти го снимав ова, ама не се гледаше ништо. Гледайте се колку интересно. Сега, тука може да си играте на колку деној сака да додите назад и да видите историја како перформирал тој пул. Тоа е нешто што никоја алатка досега го нема. Затоа јас ги користам овие, што се VFAT алатката, Orca за да ставам ликвидити и сите тие работи и Crystal. Примерно VFAT ми е една од најдобрите затоа што е бела. Не можам да го направам тоа бело, не знам зошто. Но VFAT ја сакам дека е бела, но е многу лесна за употреба. Затоа што е многу лесно да се ребаланс да се направи, да се направи harvest, да се стават повеќе пари, да се намали и сите тие работи. Нели самиот пул. Тука си правам research, многу добро за research. Во оваа алатка не може вие да видите како, гледајте се, тука ви пише 1000% APR, ама не е тоа вистината. Затоа што вистината треба да дојдете тука и да видите како перформирал тој пул во последните 200 дена. Во последните 200 дена ти вика, ако вие сте биле во обсек минус 17, ајде да го направиме, минус 20 плюс 30% обсек помеѓу помеѓу Ethereum со TAO на Ethereum Chain, кај што Ethereum Chain сега да се стави ликвидити е многу ефтино, 4-5 долари кошта, претходно кошташе 15-20 долари, значи 3-4-5 долари да направиш ликвидити пул е многу добро, затоа правите Blue Chip со малку поширок обсек. Вие би заработиле тука 15% на месец во последните 200 дена средно. Ако појдете во последните 30 дена, вие би заработиле само 6,5%, оти нема многу трейдинг волумен. Но во последните 30 дена, во последните примерно, 365 дена, средно, од колку тука, од кога имаме? Од април, точно, самиот пул. Во цело време, кога сте биле во рейндж, но не сте биле во цело време, од тука сте биле, значи ајде да се вратиме од кога сте биле во рейндж, да видиме. Точно од тука. Од тука сте биле во рейндж, цело време горе-долу, со исклучок на малку, вие би заработували околу 15% на месец. Гледате колку е добар тој пул. Баш сега го забележав тој, сега може ќе скокнам во TAO со Ethereum, ќе ставам еден добар рейндж минус 20 плюс 20 плюс 30 и ќе го ставам и ќе го заборам. И готово, остај го и заборај го. Затоа што гледате колку добра корелација. Ако го намалите нормално самиот обсек, ви сигурно би заработувале многу повеќе, но сте многу по-ризични да излегувате надвор од рейндж. Би заработувале 20%, но зошто да заработувам 20%? Примерно, не цело време, овде ќе излезете надвор од обсек, тука надвор помалку, тука надвор помалку, тука надвор, или направи го по-широк обсек и заработувајте помалку, но да не се занимавате, гледайте, плюс 30 перфектно, минус 20. Средно 14,44% на месец. Ненормално добро. Мислам дека утре тука ќе префрлам некои пари од други пулови, кај што не заработувам во овој момент, би ги префрлил тука. Значи, внимавајте, колку има појќе трейдинг волумен, толку појќе заработувате. Сега, тоа е интересното. Треба да забележите тука, исто како имате, може да видите, volume history. Колку имало волумен,
во самото трейдинг, ако волуменот е точно вака добро, константен, не се тука може до панал, некош се кренал, што е најнормално. Ама константно згоре долу средно, дека може да видите дека средно дека имаме од околу 3.3 милиони, мислам, не знам дали е дневно или на месец, не знам како го смета. Средно е 3.3 милиони точно, минимум 340.000, максимум 15 милиони, мислам ова е на ден точно, но средно е 3.3 милиони, тоа е многу добро. Тука може да видите кои примерно кој age во кој се колку време се тука. Јас уште ја немам добро доработено. Може да видите во еден месец на кој опсек е тој, колку заработил. Еве гледайте, 90% мислам тука заработил во месец. Така нешто ќе дојде. ROI точно, гледайте. За еден месец, тој за 3 месеци 50% овој заработил на тој опсек кој што го има, некој заработил 10, некој 3%, значи зависи многу од самиот опсек. Некој 70%, некој 300% заработил за 6 месеци. 300% за 6 месеци. Вау! Може да појдете тука apply и точно ќе ви каже тој на кој опсек е тој и може да го искористите, да го видите неговиот пул тој кој што е. Многу интересно. Многу интересно. Еве точно, ако појдете тука, кај беше 300%, ми избега некаде. Чекај се да го најдам, се изнервирав. Еве го. Може да видите точно тука, гледате, кажува минимум 3.9, макс 11.9, корените 6. Гледате колку минимум, колку максимум. Ако го следите овој дечко, тој заработи до 300% APR. Има ставено $722,000 тука. Вау, замислете колку пари заработил. Тоа е ненормално многу. Така? И ликвидити, точно. Значи тој волет може да го следите некој некој кит. Сега, тоа е за TAO. Одиме на да појдеме на Ethereum Solink. Значи тоа е на Ethereum chain. Ethereum Solink има и на Base chain, но не е перформира многу добро во овој момент. Тука, ако појдете на последните 100 дена, вие би заработувале средно околу 10% APR, што е премногу добро. Се што е над 8% е топ. Тоа е топ ако може да заработувате на месец. Сега, одите тука и може да видите дека да, малку е полош во трейдинг волумен отколку TAO, но overage е 14 милиони на ден, но во тоа во последните 100 дена. За TAO гледавме 160 дена некаде. Така, може да видите колку често излегувал надвор од рейндж, дека излегувал само многу малку, но средно би заработил 10% и тоа е многу добро. Значи, си ставаш некој рейндж, ова е минус 15 плюс 25, leave it and forget it. Горе долу. Значи, многу едно најдобрите алатки кои што постои во овој момент за DeFi space. Одиме за VET и AVE. Тие се blue chip. VET и AVE средно во последните 130 дена, ако појдете минус 16 плюс 16, ќе бидете цело време во рейндж, речи 99% сте во рейндж, вие би заработувале средно 7%. 7% средно, а да сте нон-стоп во рейндж, што сакате повеќе. Но навистина се загрев за TAO со Ethereum и знам дека Jake има ставен куп пари точно во тој пул. Но овој пул е многу добар и мислам дека утре ќе влезам во овој пул. И знам од каде ќе излезам. Добро, тоа е од мене, појдете, играјте си, експериментирајте, гледајте, почнете, ако одите на Ethereum chain, нема да влегувате со $10-15, затоа што треба да направите пул, ви треба $3-4 само да направите ликвидити. Така да внимавајте таму. Ќе ви треба, може би првиот пат ќе ви треба 5-6, затоа што треба да смените едно во друго. За да ставите пул, најдете го тука кој сакате да влезете, во кој рейндж, појдете тука на VFAT и ставете ги точно тие. Примерно, одиме на Yield, нели? Се извинувам, чека да го исклучам. Одите тука, одиме на Ethereum, одиме на кој беше тука Uniswap или нема врска. Одиме на TAO. Чекај. Не, го нема тука. Ги нема од Uniswap полоите, како што гледам, но нема врска, не е проблем. Тоа што може да направите, може да дојдете тука на Crystal, да го најдете тој пул или просто ако сакате да го ставите тој пул тука, одите каде беше, Simulate Create Position, ќе ве однеси директно до Uniswap и директно го правите на Uniswap ако сакате. Без да дојдете преку овие што се различни алатки, или појдете на Crystal, најдете го тој пул кој што е тука, TAO, ќе да видам дали ќе излезе, еве го VTAO, еве го пулот, само излезе, 2 милиони 3, тој е тој. Појдете,
ставете го тој ренч кој што ви покажува. Значи минус колку беше? Минус таму 20-30 колку е. И сигурно сега ќе ви покаже кога ќе заработувате многу малку. Така? Еве, примерно, колку беше? Минус 16 плюс 27. Како беше? Го заборев? Ќе ви покаже кога заработуват само 20%. Тоа е така. Во овој момент. Но, во глобала, средно гледано, од тука бројките се многу поразлични. Ете така. Не очекувајте дека пак ќе заработите, примерно на Тао, дека вие ќе заработувате, чека да видиме, Тао ли беше? Да, минус 38 овде проценти. Дека вие ќе заработувате, нели, точно колку што пишува 15%. Оти може да се 2 месеци по 15%, мислам по 5%, ама може да имате еден месец 40%. И то средната вредност ви ја дава дека би заработувале толку. Ете така. Добро. Нема да ви ја тупам повеќе, мислам доволно е од мене. И еден куп информација ви дадов. Играјте си со Matrix Finance, одите на бесплатната верзија, тоа што имате многу информација, или на платената ако сакате. Првим почнете со бесплатната, нема потреба. Ако сакате да научите за yield farming, знаете каде треба. Едни од најдобрите места се научи за yield farming е Crypto Lab Research, каде што има бесплатен курс од неколку часа и стварно ви го препорачувам да влезете тука и да почнете да учите. Океј. Поздрав до сите, уште еднаш не заборавајте да ставите коментар, кажете ми дали сте во yield farming или не ве занимава. Чао за сега, се гледаме во наредното видео. Поздрави на сите и имајте прекрасни празници.